Почитувани гледачи на спортска мрежа, во ова емисија разговараме за ракометната Суперлига на Македонија. Она што изминатиот период го најавувавме, сега го преточуваме во нова емисија за ракометниот клуб Радовиш, кој што малце подоцна од тоа што беше најавено ги започна подготовките за новата сезона. Разговараваме со двајцата тренери, Спасе Ѓорѓиев и Александар Делдуров, околу проблемите кои што ги имал Радовиш и околу одложениот старт на подготовките кои што наместо на 5 август се случи на 12 августа. Клубот веќе ќе се обиде да ги надокнади сите овие пропуштени денови околу тој одложен старт со цел да може во идеална или истемпирана форма да ја стартува новата сезона во Суперлигата. Радовиш експресно се врати како во баражот до автокоманда во солата Euroform Педистер 2 во еден интересен, неизвесен надпревар со гол од слободен удар во финишот на надпреварот на капитенот Здравко Апостолов, со што Радовиш по една година се врати во Суперлигата. Веќе има неколку засилувања, во следните денови се очекуваат уште неколку промоции. Една недела веќе интензивно Радовиш се подготвува за новата сезона со двојни тренинг сесии, најавени се можеби тројни тренинг сесии. Стартуваат и пријателски надпревари преку кои што ќе се бруси формата за новата надпреварувачка сезона. Да ги проследиме изјавите на двајцата тренери. РК Радовиш ги започна подготовките за новата сезона во Суперлигата. Како веќе течат подготовките, ова е еден од тренизите, предпоставам дека ќе има нели двојни тренинг сесии во овој прва ова фаза од подготовките и како како еден од тренерите на ракометниот клуб гледате веќе на овие подготовки? Па добро, значи РК Радовиш по ланскиот успех влезот во Суперлига ги почнав подготовките во понеделникот. Со мало каснење и ќе се одвиваат во Радовиш. Значи од вторник почнавме со двојни тренинзи наутро и навечер, каде претежно се работи на кондициона припрема на играчите, пошто времето ни е многу кратко. Оваа недела ќе тренираме по два пати, а веќе од понеделник почнуваме со пријателски утакмици, каде имаме закажено 5 пријателски утакмици во текот на таа недела и до 31 август. Значи, како што кажав, периодот за припрема ни е доста мал, мора да се комбинира со тренинзите, мора да ја убрзаме работата, за ако сакаме поспремни, поподготвени да влеземе на почетокот на новата сезона. Во однос на росторот имаме ли засилување и дали може да се очекува дека ќе има се уште засилување со цел да се комплетира росторот за новата сезона? Значи, уште при влезот во Суперлигата наша цел беше да се задржи екипата која го направи тој успех, значи влезот во Суперлига. Дел од играчите остана, дел си замина, но поголемиот дел, за наша радост, се овде. И имаме нови засилувања, значи тројца играчи, Петар Стојановски од Голден Арт, и Марко Стојанов, кој доаѓа од Бутел, значи бекови, и Славе Јанковски, лево крило, кој доаѓа од екипата исто така на Голден Арт. Се работи, се договараат уште играчи, значи до крајот на неделата очекуваме уште двајца-тројца нови играчи кои ќе ја засилат конкуренцијата, со тоа ќе се засили и квалитетот на самата екипа, па се надеваме да бидеме по-квалитетни и да парираме на екипите кои се во Суперлигата. Со која цел влегува ракометниот клуб Радовиш во новата сезона? Добро, значи со кратењето на самата лига, знаеме дека се подигна квалитетот, буџетите на екипите се драстично зголемија. Со исклучок на 7-8 екипи, значи остануваме ние 4-5 екипи кои ќе се бориме за опстанок. Нема што да бараме погоре, значи нашата цел оваа година е опстанок. И со тој опстанок да направиме една стабилна екипа, стабилен клуб кој се надеваме дека како и претходно ќе биде долги години во Суперлигата. Започнавте со подготовките малце покасно од тоа што беше првично договорено, меѓутоа останал некој пократок период за подготовки. Како вие ќе го сето тоа изменаџирате за максимално се искористите времето кога го прашнеме подготовки со оглед на фактот дека веќе имате и двојни тренинг сесии наутро и навечер? Па добро, да, малце покасно од очекуваното, случи со некои проблеми. За среќа ги решивме и почнуваме една недела покасно од очекуваното. Најпрвично беше предвидено да почнеме 5 август.
поради някои сплетни околности го пролонгирахме за 12 август, точно изгубихме много в тази неделя. Да надокнадаме, ке пробваме до почетокот на сезоната. Со двойни тренинг сесии, некој ден и тројник имаме, ќе видиме зависност од играчите, од нивниот замор. Поприлично дојдоа и спремни, искрено да кажем. Не седеле цело лето. Тоа е мал олеснителен фактор. Имаме закажано повеќе пријателски надпревари, во кои ќе гледаме да избрусиме формата. Со Спас се договоривме на тој начин, бидејќи немаме доволно време за подготовки, а имаме доста нови играчи. Некои се тука, некои треба да дојдат. Во преговори се уште 20-30 играчи сигурно ќе треба да дојдат. Така да нема да бидеме екипа за подценување во Суперлигата. Се надеваме на добар пласман, на добар успех, тоест нашата цел опстанок во лигата. Ќе се враќаме, ќе целиме на тоа да обстанеме во лигата, бидејќи знаеме оваа година со самото кратење на лигата останаа стварно многу квалитетни екипи. Ќе биде многу тешко и за плейоф, а исто така и во плейаутот за осигурување на тој суперлигашки пласман. Ќе се бориме до крај. Минатата сезона покажавме дека имаме квалитет, дека имаме квалитетни играчи кои со добра работа може да напредуваат секако тие, секако и клубот Рака Радовиш. Радовиш новата сезона ја стартува на домашен терен против екипата на Охрид. Во продолжение да го проследиме распоредот или најавата на првото коло од Суперлигата. Во рамки на првото коло од новата сезона во Суперлигата, Алкалуј на домашен терен ќе игра дерби со Вардар. Бутил ќе стартува против Куманово, Прле против Прорлет, повратникот Радовиш против Охрид на домашен терен, Струга против Нова Илијата Бесинов, а пак Тиквеш на домашен терен против актуелниот шампион Еврофарм Пелистер. Оваа се надпреварите од првото коло од новата сезона во Суперлигата 2024-2025. Почитувани гледачи на Спортска мрежа, ова беше се од денешната кратка емисија на Спортска мрежа за ракометниот клуб Радовиш, изјавите на тренерите, проблемите со кои што Радовиш се соочила, веќе во следниот период истите ќе бидат во целост наминати и Радовиш комплетно стабилен влегува во новата надпреварувачка сезона како повратник во елитата на ракометна на Македонија. Претплатете се на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите најновите случаи на македонскиот спорт.